In Touch со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата In Touch, допирање на срцата на следната генерација. The title of this message is Touching the Hearts of the Next Generation. Насловот на оваа порака е допирање на срцата на следната генерација. Ние имаме божествена одговорност да ги учиме нашите деца за вистината на Божиот збор, за тие да бидат обучени да се соочат со животот и да разберат дека се деца Божји. Тој има волја за нивниот живот, план, а одговорноста на родителите е да ги запознаат со Господ. Секоја народна генерација ја има истата одговорност. Ние имаме одговорност да ги учиме нашите синови и ќерки. Нашите синови и ќерки имаат одговорност да ги учат нивните синови и ќерки. А тие имаат одговорност да ги учат нивните синови и ќерки. Никаде во Библијата не спомнува дека можеме да имаме генерацијска празнина кога се однесува на поучувањето на Божиот збор. Затоа, сакам да свртите во Псалм 78. Сакам да погледнеме на оваа опомена во врска, точно за она за кое зборуваме. Псалм 78. Некогаш луѓето ќе речат, па точно во средината на твојата проповед, ќе речеш, сега слушајте, од каде сега пак тоа? Точно од таму. Слушајте го, о мој народе, моето поучување. Така почнува. Слушајте го, о мој народе, моето поучување. Приклонете ги вашите уши кон зборовите на мојата уста. Тоа значи, слушајте внимателно. Она што сака да го каже е многу битно. Јас ќе отворам мојата уста во парабола. Ќе ги искажам старите темни изреки кои ги слушнавме и знаеме од нашите татковци кои не ги кажаа. Слушајте го ова. Нема да го сокриеме од нивните деца, но ќе кажеме на генерацијата која доаѓа за славата на Господа, неговата сила и неговите чуда што тој ги изврши, зашто тој го зацврсти сведоштвото на Јаков и постави закон во Израел, кое што го заповеда на нашите татковци, сето тоа да го научат нивните деца, за да знае генерацијата која доаѓа, дури и децата кои ќе се родат, за да и тие станат и да кажуваат на нивните деца, да би можеле да ја полагаат нивната доверба во Бог и да не ја заборават работата на Бог, но да ги држат неговите заповеди и да не бидат како нивните татковци, тврдоглави и бунтовни. Ова е јасна заповед и запаметете го ова. Кога писателот на овој псалм го пишувал ова, запаметете дека тие немале Библија како јас и ти што имаме сега. Така, кажувањето еден на друг, споделување еден со друг, е начинот кој Бог го употребувал да го шират Словото. Мојсей ни дал прекрасна количина на информации инспирирани од семоќниот Бог, кога ќе погледнете во постанок до повторени закони. И запаметете го ова. Тие требаше да кажат на нивните деца, а децата требаа да кажат на нивните деца. Тоа требаше да биде предадено. Запаметете како беше предадено. Тие не им дадоа Библија за да биде предадена. Што направија? Едноставно им кажаа. И беа многу јасни во врска со тоа. И требаше да бидат многу прецизни што ќе кажат. Она што го имаа беше рачно предадено од онаа што Бог им го кажал. Некој вели, тие можеле да направат многу грешки. Имале грешки. Но запаметете кој ги водел? Семоќниот Бог. Бог знаел пред илјадници години дека јас и ти ќе бидеме овде. И ќе треба да ја знаеме вистината и она што тој го има за нас. Што имаме ние? Ние ја имаме оваа прекрасна, неверојатна книга, наречена Божји збор. Светата Библија. И внатре се сите инструкции кои ни требаат на мене и тебе, за се и се што во животот. Без разлика каде се наоѓаш во животот, без разлика што си научил. Вистината се наоѓа во овие две корици што ние ги наречуваме Светата Библија, Божји збор. Причината поради тоа што нагласокот е таков е затоа што тие немале Библија. Родителите требале да кажуваат на нивните деца, да им дадат инструкции и да ги водат. А тие деца требаше да го знаат тоа. Тие знаеја дека ако вистината требаше да се сподели, тоа е начинот на кој треба. Така, кога зборуваме за заповедта да се допрат срцата на следната генерација, еве едноставно што зборува тоа. Да се поучува преку инструкции и пример,
Вистината на Божјото Слово која резултира во желба да се оди покорно пред Бог во силата на Светиот Дух. За тоа зборуваме ние. Треба да си го запишете тоа ако не сте сигурни. Поучување преку инструкции и пример. Внимавајте, вие ќе поучувате преку пример без разлика дали поучувате преку инструкции или не. Тоа ќе се случи. За вистината од Божиот збор кој резултира во желба да одете покорно пред Бог во силата на Светиот Дух. А тоа ќе се случи само кога има доследност помеѓу она што го велите и она што го правите. И така, ние треба да ја поучуваме следната генерација за Божиот збор. Во деновите на Стариот Завет, тие рани денови, нивното лично сведоштво беше за тоа кој е Бог и што направил тој во нивниот живот. Замислете да сте едни од оние кои пораснале во Египет. Сте искусиле слобода од египетското робство и ангелот на смртта поминува низ вашето место таа ноќ. И тој неверојатен, ужасен звук на смртта низ целиот Египет. Замислете го сведоштвото што тие го имале. Потоа, доаѓањето до Црвеното море и гледајќи како Бог го изведува ова прекрасно чудо, поминувајќи ги низ него. Потоа Синај, Мојсей како оди горе на врвот на планината и доаѓајќи долу со 10 заповеди. Потоа, како им дава инструкции, ова се законите според кои ние треба да живееме. Тие биле научени и требало да живеат според тоа. Така, што направие тие во тие денови? Мојсей, како што напишал, како што ги подсетил што Бог направил, тој рекол: вие треба да го кажете тоа. Вие треба да ги учите вашите деца. И не само да ги учите, но вие треба да се погорите на Божиот збор и да бидете еден пример за она што сте го виделе и што сте чуле. Нема да има една генерацијска празнина, тоа значи не доаѓа време од Божја перспектива кога ние велиме: па знаеш, јас не сум многу добар учител. Ќе оставам професорите да ги учат моите деца. Не. Ако го направиш тоа, ќе биде целосна катастрофа. Ние сме одговорни кон нашите деца. За нашите деца под божествена заповед од семокниот Бог. Ние имаме одговорност да кажеме на генерацијата која доаѓа: тоа се моите синови и ќерки, твоите синови и ќерки, кои треба да ги учат нивните синови и ќерки, кои треба да ги учат нивните синови и ќерки за вистината на Божиот збор. Тоа не значи дека ти треба да почнеш да им даваш распоред од Божиото Слово и да се обидуваш да им објасниш се. Но, ако ти си спасен преку Божјата благодат, тогаш знаеш што е спасение. Како што го читаш Божјото Слово, како што Бог работи во твојот живот и си гледал како Бог прави прекрасни работи во твојот живот, секој овде, секој кој слуша, мноштво на луѓе, ти имаш сведоштво како Бог те спаси, како тој те чува, како тој снабдува за тебе, како те подига. Тој те чувал безбеден. Си поминал секаков вид на тешкоти, мака, болка и тага во животот. И сепак, еве те како стоиш апсолутно вечно сигурен во Божјата благодат. Ти имаш порака, ти имаш сведоштво, основано на вистината на Божјиот збор. Ти имаш случки за кажување. Писмото вели дека вие сте обврзани преку божествена обврска да го кажете тоа на вашите деца, да ги научите вашите деца. Нема ниту една личност денес која била спасена преку благодатта Божја, а не знае доволно да го предаде тоа на своите деца. Вистината, толку апсолутно битна, бидејќи ние живееме во време кога цивилизацијата од која јас и ти сме дел е полна со грешки, полна со опасности и полна со работи кои ќе ги сопнуваат и ќе го уништат нивниот живот. Работи кои ни се дадени од Бог како пронајдоци и што и да е. Мислам на телевизиите и телефоните и се останато, што може да биде употребено за прекрасни работи, за да евангелието биде расширено. Но честопати погледнете како избираме ние. Ние имаме многу начини да учиме, но како родители, баби и дедовци, прабаби и прадедовци, ние имаме една обврска да ги учиме нашите деца. Прво преку нашиот сопствен живот, а потоа преку она што сме го научиле. И така, од ова многу е очигледно дека ние имаме обврска. Така Мојсей рекол повторно и повторно: вие треба да ги учите вашите деца усредно, не случајно, туку намерно. Затоа ќе ве прашам: кога последен пат сте седнале со вашите синови и ќерки и сте рекле: ајде да те прашам, каде си ти во твојот христијански живот?
Што ти на вистина веруваш? Дали се плашите дека ќе смислат нешто што не можете да одговорите? Бог ќе ви покаже што да кажете. И така, само останавме тоа да помине. Ние мислиме дека ако ги израстеме децата, одат на училиште, тие ќе ја слушнат вистината ако одат во неделно училиште и така натаму и натаму. Ние сме израснале цела генерација на млади луѓе кои не го познаваат Бог, ниту го познаваат Божјото Слово, ниту имаат некаков интерес за Божите работи. Тоа не значи дека е вистина за секој. Има многу побожни млади луѓе кои ја имаат храброста да го споделат нивното сведоштво. Но се насе ние имаме генерација, бидејќи ние како возрастни имаме создадено општество кое оди целосно кон тоа да биде против Бог, против писмото, против работите кои се свети. Тие не сакаат да слушнат за тоа, нема да го учат тоа. А Библијата вели дека ние имаме одговорност да ги учиме нашите деца, да ги тренираме така што каде и да отидат на училиште да бидат способни да разликуваат помеѓу правилно и погрешно. Се додека Божите луѓе не застанат за она што е правилно и храбро да кажат: јас верувам дека Библијата е Божји збор и сакам моите деца да го разберат тоа, исто и моите внуци, ние ќе бидеме покриени и удавени во секуларизам и неверување во истите работи кои што не направиле она што сме. Тоа е нешто што може да се случи. Веќе се случува. Веќе се случува. Но би сакал да ве прашам како дедо, дури и како родител, кога последен пат сте седнале со некој од вашите деца и сте рекле: кажи ми што научи во училиште. Ах, мамо, тато, нема да разбереш. Да, ќе разберам. Да, кажи ми, дали воопшто зборуваат таму за Бог? Ох, тие не го спомнуваат Бог, бидејќи тоа не се вклопува со предметот. Ајде да ве прашам, кој предмет може да нема никакво место за Бог? Се што е вистина доаѓа од светиот Бог. Работите кои се погрешни и небиблиски не доаѓаат од Него. Така да, за кој предмет да се работи, Бог е изворот на се, не заблуда, но вистина. Тоа е ваша одговорност како родители да ги научите нив за она што вие го знаете од Божјото Слово. Не мора да седнете и да почнете со некои теолошки расправи, само почнете од подстанок глава 1. Сине, што значи тоа? Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Што значи тоа? Прво има Бог. Второ, тој е создател на сите тие работи. Тој е изворот на сите работи. И сега ние почнуваме од таму. Каде се вклопува Исус во сето тоа? И кажувате за таа случка. Не можете да го занемарите и да го оставите на некој друг. Ние живееме во општество кое станува се повеќе и повеќе незаинтересирано за работите на Божиот дух. Така, кога ќе погледнам во писмото, си мислам: има ли некое место во Библијата кое вели оваа генерација не мора да го прави тоа? Не, тоа не е вистина. Некогаш што го нарекувате сведоштво. Велите: јас сакам да дадам сведоштво за она што Исус го направи за мене. Ајде да ве прашам. Ако ве прашав, дали ги сакате вашите деца, секој овде и надвор ќе рече: сигурно дека ги сакам. Добро, колку ги сакате? Ке речете: ги сакам доволно за да се грижам за нив, да им купам облека, да ги нахранам, да им дадам ова, да им дадам автомобил, да одат на училиште и сите тие работи. Дали ги сакате доволно на правилен начин, со вистинска и искрена љубов, да ги соочите во областа од нивниот живот кој ќе има влијание на секоја друга работа, што тие ќе ја направат, а тоа се духовните работи? Дали ги сакате доволно? Може би ќе речете: па јас не мислам дека знам доволно. Добро, ако си бил спасен, има неколку работи кои ги знаеш. Ти знаеш дека има Бог. Ти знаеш дека Тој создал се. Ти знаеш дека Тој има Син, Исус Христос. Ти знаеш дека Тој дојде во светот со основната цел да умре на крстот и да ја пролее неговата крв за твоите и моите гревови, така да ни биде простено за нашите гревови. Спасението не е заради нашите добри дела. Тоа е од фактот дека Исус умре, беше распнат, умре и воскресна од мртвите. Тој се вознесе кај таткото. Седна одесно на таткото. И потоа го испрати Светиот Дух да живее во нас, да не обучи да правиме се што треба да направиме во животот. Вие го знаете тоа. Тоа е многу знаење, слушајте. Вие знаете доволно за да биде некој спасен. Тоа значи, ти знаеш доволно за да ги задржиш децата од уништување на нивниот живот.
Може да бидеш изненаден колку многу знаеш, но дали имаш време да споделиш што знаеш со најскапоцените? Би требало да се најскапоцени луѓе во твојот живот, твоите деца, твоите внуци, твоите правнуци. Писмото е многу јасно. Ние имаме божествена обврска да ја споделиме вистината на Божиот збор со нашите деца и нашите внуци. Бог рече: татковци и мајки, пренесете го тоа на вашите деца и научете ги нив како да го пренесат на нивните деца. И научете ги нив како да го пренесат на нивните деца. Тоа е патот на сведоштвото од сведоци. Тоа е патот на вистина која не би требало да биде скршен и не би требало да биде земен здраво за готово. Затоа би ве прашал повторно: колкумина родители денес кои одат во црква, слушаат или гледаат телевизија, одвојуваат време да ги прашат нивните деца во што веруваат? Како живеете денес? Вие им купувате автомобил, плаќате за нивното образование. Внимавајте, вие имате право и авторитет да пронајдете во што веруваат тие и како живеат, бидејќи тоа се ваши деца. И вие имате божествена обврска да го надгледувате нивниот живот, да снабдите за нив, но исто така да има отчет. Тие добиваат картичка за известување, но вие сакате известување од нивното срце. Вие сакате извештај за тоа како тие живеат, бидејќи начинот на кој тие живеат сега е начинот на кој што ќе живеат и понатаму. Така писмото е многу јасно. Ние имаме божествена обврска да ги тренираме нашите деца на начин на кој треба да живеат, така да, кога ќе бидат постари, да не се одделуваат од тоа. Не можете само да ги однесете на свет и да кажете: во ред, јас ќе им верувам на училиштата и ќе верувам на ова и она. You can't just bring them in the world and say, okay, I'm going to trust the schools and trust this and trust that. No. Ние имаме одговорност да пронајдеме што ги научиле и како живеат тие, што гледаат, како ги употребуваат нивните телефони или што и да е друго. Ние живееме во општество каде што ги има сите средства потребни за самоуништување. Но сите тие средства можат и да ја расшират вистината на Евангелието. Јас верувам дека родителите преку пример, што е вашиот нагласок во домот, што сте им кажале на вашите деца што ќе посакаат да ги учат нивните деца како да живеат побожен живот. Ме слушате, како ова многу често го кажувам: покорете се на Бог и оставете ги сите последици на Него. И не многу пати, но честопати, некое дете или некој млад човек, понекогаш многу мали деца, би рекле: доктор Стенли, покорете се на Бог и оставете ги сите последици на Него. Знам дека таа мајка или татко доволно им кажале дека на таа мала возраст можеби не разбираат целосно што значи тоа, но некој добро си ја врши работата. Велите: па дали треба да ги индоктринирате вашите деца? Да, тоа е нивно спасение, да, научете ги на вистината. Посакувам секое дете на светот да го каже тоа: покорете се на Бог и оставете ги сите последици на Него. Кажете на генерацијата која доаѓа за славата на Господа, за Неговата сила и Неговите чудесни дела што Тој ги има направено. Ние имаме божествена обврска да го кажеме тоа како што е, да кажеме и да споделиме за вистината на Божиот збор. Велите: не знам дали ќе го разберам тоа, не знам ниту јас, но знаете ли што? Има ветување од Бог за Светиот Дух кој живее во срцето на секоја поединечна личност која е спасена, која е спремна да зборува на оној кој не верува за неговите гревови и е спремна да ти покаже како да ти биде простено. Но сега, откако си станал верник, Бог ќе ти покаже што да читаш и каде да читаш. Знаете, кога јас раснев, кога минував низ нешто и не знаев што да правам, само превртував по Библијата. Прекрасно е колку многу пати Бог ќе ме донесеше точно до стихот, кога Бог да велеше: Чарлс, еве што ти зборувам јас. Не мора тоа да ти се случи на тебе, но неколку пати и што се случува? Тоа станува навика во твојот живот. Ти сакаш да го читаш Божјото Слово, сакаш да знаеш што вели Бог. Треба да донесеш одлука, многу важна одлука. Можам да ви кажам дека Божјиот збор ќе одговори на вашите прашања, без разлика на се друго. За твојот личен живот, работи со кои треба да се соочиш,
Си мислам, јас започнав не знаејќи ништо за Божјото Слово. Но некако Бог ќе ме водеше до стих за кој тој знаеше колку јас го игнорирав. И тој ќе ми покажеше некој стих од писмото. Читав неколку стари Библии кои ги имав посебни и ги гледав датумите долу во нив. Гледав таму и си мислев, што се случи? Некогаш си запишував збор или два, бидејќи тоа беше Божји начин, покажувајќи ми во моето игнорирање или не знаејќи каде да читам, што да читам. Гледате, повторно и повторно тоа е збор на охрабрување. Јас не би можел да ви дадам подобри, многу доктринални одговори на било што, но еве една работа што ја научив рано во животот. Ако имав прашање, не знаев што да правам. Го земам Божјото Слово. Она што го научив е, барав низ страниците на Божјиот збор и ќе дојдев до, слушајте го овој стих, препушти се себе си на Господа, тој ќе ти ги даде желбите на твоето срце. Посвети го твојот пат на Господа, верувај во Него и тој ќе го направи тоа, тој ќе ти донесе. Со други зборови, одмарај во Господа и чекај трпеливо на Него. Слушајте ме внимателно. Ако ти го отвориш Божјото Слово и побараш од Бог да зборува на твоето срце, тој те љуби доволно за да ти даде јасен правец за се, за кое треба да знаеш. Тоа е Бог, тоа е вистината за нас, нашите деца, нашите внуци и понатаму. Ние имаме божествена обврска да ги научиме нив, а тоа е едноставен начин да се почне. Јас гледам назад низ годините и сваќам. Каде научив најмногу? На факултет? Не. Научив најмногу минувајќи низ тешкоти и болка, неволја, загуба. Како сакате, наречете го. Свртувајќи се кон Божјиот збор, слушајќи што тој има да каже. Гледајќи како тој ме води низ тоа повторно, повторно и повторно и правејќи што? Затврстувајќи ја мојата вера, без разлика на што и да било. Сите тие години Бог одговараше на молитвите. Некогаш се сомневав во Него, не знаев што да правам. Боже, што да правам понатаму? Јас никогаш не се соочив со нешто, а пред тоа да не побарав во Божјиот збор и наоѓав збор на охрабрување, некако збор на насока за зборот Божи. Сега би бил глупав и екстремно себичен до точка да бидем безбожен, ако не го споделам со другите она што тој ме научи. Има свет на луѓе околу тебе кои се гладни, жедни, уморни, загрижени, обесхрабрени. Сакаат да се предадат, на кој очајно им треба да слушнат што работи се мокниот Бог во твојот живот. Ти треба да им кажеш, не можеш да ми дадеш ниту една причина да не им кажеш, почнувајќи од твојата фамилија, луѓето кои се твои пријатели, луѓето со кои работиш, непознати луѓе, кои Бог ги донел во твојот живот, кои навистина бараат нешто, копнеат по нешто. Ние сме под божествена обврска прво за нашите деца, нашите внуци и сите оние кои Бог ги става на нашата патека. Да ја споделиме вистината на Божјиот збор во името на Исус Христос. Амин. Може би ти си една од оние личности, може би си слушал секакви работи, може би си посетувал црква некое време. Но вистината е дека не знаеш што точно да правиш. Ајде да ти кажам како да почнеш. Почнуваш на истиот начин како што почнуваме сите ние, а тоа е да признаеш на светиот Бог против кого си сгрешил, дека живееш во грев, живееш во непослушност. Велиш како? Само прочитај ги 10 заповеди и ќе ги најдеш проблемите на некој начин. Барај тој да ти прости. Не затоа што го заслужуваш тоа, никогаш нема да го заслужиш. Барај тој да ти прости затоа што тој вети да ти прости ако ги исповедаш твоите гревови. Погледни го овој збор. Исповеда. Ако вие ги исповедате вашите гревови, тој е верен и праведен да ви ги прости гревовите и да ви исчисти од сета неправедност. Исповедувањето не е само да се каже на некој. Исповедувањето е отворање на нашето срце, предавање на вашето срце на Бог и признавање преку покаяние. Слушајте, вистинското исповедање е проследено со искрено покаяние. Јас сум спремен Бог да ме сврти, да ме води во друг правец, молејќи го Него да ти прости за твоите гревови,
да ти прости не врз основа дека ти ќе направиш подобро или дека заслужуваш да ти прости врз основа на тоа дека тој те љуби доволно што го испрати Исус, неговиот еднороден син, во светот да ни ја покаже вистината. Да донесе промена во животот. Отиде на крстот, ја проли неговата крв на крстот, го плати долгот за нашиот грев целосно и овозможи за нас да дојдеме право кај Бог и да бараме од Него како резултат на она што го направи Исус, да ни прости за нашите гревови и да ни даде нов почеток во животот. Без разлика кој си ти и каде си, тој ќе ти ги прости твоите гревови, тој ќе го промени твојот живот, тој ќе ти даде чувство на вечна сигурност за секогаш како Божјо дете, ако ти си спремен да го предадеш твојот живот на Него. Тоа е мојата молитва за тебе. Што и да треба да направиш, дојди блиску до Бог, додека имаш прилика. Татко, ние ти благодариме за вистината на Твоето Слово. Господе Боже, ние не бараме Ти да не спасиш, бидејќи не заслужуваме нешто, но молиме за милост. Јас се молам, Светиот Дух да ја втисне оваа вистина толку длабоко и сепак да ја задржи на површина за да мислиме на тоа, а потоа да го примениме тоа во нашите срца и да се молиме со цело срце. Ти да ни помогнеш и да не оспособиш да направиме разлика во оваа генерација во која живееме. Го бараме ова во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.